Беше тоа на 10. јуни 1942 година, кога почна битката на Козара, дел од повоената митологија на Југославија меѓу краишките партизани и германските војски помогнати од усташите. Во битката, која траела од 18. јули 1942, загинале околу 2200 краишки партизани, а во логорите биле однесени голем број цивили. На 10. јуни 1912 година во селото Црвена вода, Охридско, е роден Ванчо Николески, македонски писател, представник на првата повоена генерација македонски писатели за деца и младина. По ослободувањето на Македонија, Николески работел како новинар и уредник на весникот Титов Пионер и во детските емисии на Радио Скопје и Радио Битола. Од 1950-та тој бил член на Друштвото на писателите на Македонија. За своето книжевно творештво, Николески бил добитник на повеќе книжевни награди, меѓу кои наградите Свети Климент Охридски и Младо поколение. Неговите дела се преведувани на повеќе јазици, а тој самиот се занимавал со преведување од српски и од руски јазик. Во негова чест, Друштвото на писателите на Македонија ја доделува наградата Ванчо Николески за најдобра книга за деца и млади. На 10. јуни 1932 година во Гостивар е родена Љупка Апостолова, македонска интерпретаторка. Таа потекнува од музичко семејство, апсолвирала на медицинскиот факултет, а дипломирала на филолошкиот факултет во Скопје. Станала вокален солист на ритмичкиот секстет во 1953-та, кој професионално ги постави основите на македонската забавна музика. Со секстетот два пати недело настапувале во живо на јавни настапи и во концертното студио на Радио Скопје. Љупка Апостолова снимила голем број магнетофонски записи со забавни мелодии. Професионалната спикерска кариера ја започнува во 1960 година. До пензионирањето работела и како педагог со млади спикери. Љупка Апостолова почина во Скопје на 26 јануари 2018 година. На 10. јуни 1934 година е роден Нико Нестор, македонски маратонец, пливач, успешен учесник на многу државни балкански, европски и светски првенства. На 9. септември 1959 Нико Нестор го направил историскиот подвиг и станал првиот македонец, но и првиот пливач од тогашна Југославија кој успеал да го преплива каналот Ла-Манш. Подвигот го завршил за 12 часа и 6 минути. Тој се смета за прв човек од Источна Европа што го совладал растојанието од Кале во Франција до Довер во Англија. На наградата што ја добил пишува: првиот човек од зад железната завеса кој успеа да го преплива Ла-Манш. Само една година претходно, на 19. август 1958 Нико Нестор го остварил својот сон и станал првиот што успел да го преплива Охридското езеро од Свети Наум до родната Струга за 11 часа и 28 минути. Нико Нестор почина во Скопје на 26. февруари 2016. Во ноќта меѓу 10 и 11 јуни 323 година пред новата ера, во 33 година од својот живот, во Вавилон умира македонскиот цар Александар, син на Филип II и на Олимпија, ученик на Аристотел. Александар го освоил најголемиот дел од тогашниот познат свет и се смета за една од најважните личности во целата светска историја. На 10. јуни 1943 година, кај местноста Клинскалеса, Кавадаречко, во борба против бугарската војска загина Ангелов Габер од Димката, македонски револуционер, учител и политички комесар на третата оперативна зона
на Народно-ослободителната војна на Македонија. Со него загинале и борците Пано Мудров, Ило Виларов и Крсте Камчев. Димката Ангелов е роден во селото Ваташа Кавадаречко на 17. октомври 1916. На 10. јуни 1943 загина Душан Јуруков Малешев, роден на 15. март 1923 во Неготино. Окупацијата и влошениот живот на работниците само ја зацврстиле неговата определба за борба против окупаторите. Кон крајот на 1941 тој станува член на СКОј и со својата решителност и другарство е многу ценет меѓу тогашната напредна младина. На 10. мај 1943 Душан е меѓу првите доброволци од Неготино кои тргнале кон Вишешница за формирање на партизански одред. Во јуни истата година кај селото Никодин е случајно пресретнат од бугарски полицајци кои го фаќаат и бараат од него да ги каже другарите кои се во шумата, но Душан ништо не проговорил. По долго измачување е стрелан во Дреновската клисура. На 10. јуни 1988 година умира Неџат Изекирија, поет, раскажувач, писател за деца, преведувач и литературен критичар од турска националност во Македонија. Стекнал високо образование, кратко време бил учител, работел и како новинар, уредник на турските детски списанија Севинч и Томурџук. Еден мандат бил главен и одговорен уредник на весникот Бирлик во Скопје. Повеќе години бил соработник на весникот Тан и уредник на списанието Куш. Има објавено книги од областа на литературата за деца кои се преведени на неколку јазици. Член е на Друштвото на писателите на Македонија од 1951 година. 10. јуни се празнува и како ден на военото воздухопловство и противвоздушната одбрана на армијата на Република Македонија.